Здраво, ова е 38-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Insult на Зија Доуейри, во кој станува збор за ливански христијанин и палестински бегалец, кој по нивното несогласување за изгледот на одводот на една тераса, се катализира нивната омраза која преминува во национален реваншизам, на кој дури ни судот не може да му најде крај. Во држава во која политичари го поматуваат мозокот на обичниот граѓанин, кој наместо да ја слави различноста се двои и девалоризира врз основа на националност, палестински бегалци кои, иако се гости во државата, си ја бараат заслужената правдина, наспроти либанците кои како домаќини сметаат дека премногу привилегии се одстапени на бегалците кои не само што се вдомуваат во нивната територија, им го земаат и лебот од уста. Во средиштето на оваа подгреана политичка ситуација е ситуирана приказната за човечкото его, тврдоглавост и принципи кои се неосновани причинители за незапирливото течение на злото, кој води кон одмаздолјубие, омаловажување и навреди, потикнати од наметнат страв од другиот, кои резултираат со колатерална штета, во која угледот прв страда. На сите ликови филмот им следува парче од вината. Навредливите зборови, како што е повикот за геноцид, иницираат насилство, посебно во хиперсензитивната ера во која живееме денес, во која за помали навреди се создава неред, а одредени групации тлеат и едва чекаат и најмала провокација да ескалираат во војна, како што забележуваме и во филмот, кај што судењето служи како бензин во фанатичкиот оган. Но не може прстот да биде покажан секогаш во другиот. За време на судењето секој си го присвојува законот во своји раце, не барем има ексклузивно право врз него и тогаш настанатата штета го проширува процепот во јамата и забележуваме дека проблемот е подлабок од еден илегален одвод и вербална навреда. Приватноста е извадена во судницата вон контекст, дури новороденче се употребува како оружје во клеветите, а меѓусебно добро познатите адвокати се обидуваат да поентираат кај судиите со нив. Се откупуваат раните од воените немири и конфликти во судницата. Едно лажно извинување и опростување нема да ги реши вкоренетите трули трауми. Факт е дека завршената војна уште трае во главите на луѓето, но овој филм одлично ја задржаат тензијата главните ликови и убедителните актерски изведби на закрвените Адел Карам и Камел Ел Баша, кои можеби не попуштија во комичната ситуација пред председателот, но затоа ја демонстрираат човечноста во поправката на распаднатиот автомобил. Колку и да е забележлива еманципираноста на неколку женските ликови во The Insult, како и во самото конзервативно општество, ја добиваат подредената улога и дефицитот на моќ за промени кои би воделе кон толеранција, компромиси и меѓусебно разбирање кое очајно им е потребно. Музиката на мас-продуктивниот Ерик Нево е изоставена во голем дел од филмот и присутна е само кога треба да има транзициона улога меѓу сцени да ја засили емоцијата, а фотографијата на Томасо Фиорили, честиот соработник на режисерот, делува натуралистички на улиците во Бејрут, но во судница неизбежно е да се доближи до процедуралните ТВ филмови и серии. Ова е четвртиот дугометражен игран филм на долгокосиот либански режисер Зија Доуейри, кој моментално работи на ТВ серијата Барон Ноар, а ако неговите режисерски потфати како Вест Бејрут и The Attack не ви значи ништо, тоа не е вина на камерманот на Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Four Rooms, From Dusk Till Dawn, Tales from the Crypt, The Fear и многу други култни американски филмови. Сценариото на Зијад, напишано со помош на Джоел Тоума, едниот христијанин, другиот муслиман, има задржана конзистентност во динамичното сценарио за тривијалниот настан со катастрофални последици, збогатено со непредвидливи пресврти со кои постојано се храни гледачот со вешто изведената структура која го краси филмот. Филмот е петтиот номиниран филм за минатогодишниот Оскар
за неанглиско говорно подрачје кој беше анализиран во видеологија и се најде на репертуарите на филмските фестивали во Венеција, Торонто, Њу Јорк, Чикаго и Ротердам. Фархади си доби конкуренција на Блискиот Исток. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Insult од мене има 3,5 од 5. Доколку ви се допадна 38-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!